Главна вест во светските медиуми е смртта на папата Франциск. Што друго се случуваше во светот, следните минути слушаме најнови информации поврзани со меѓународната политичка глобална сцена. Тука е Дејан Андоновиќ. Да започнеме со добро утро и среќен празник. Среќен празник и до тебе и до нашите гледачи. Велик ден, да, вчера почина папата Франциско на 88 години. Причина за неговата смрт е мозочен удар. Нешто што изминативе можеби месец дена како новинари кои ги следиме вестите, нели, во дескот гледавме дека и знаевме дека папата е сериозно болен. Тој беше хоспитализиран. Еден период дури беа и лоши прогнозите за неговата закрепнување, но тој сепак стана, успеа и дури да ја одржи онаа миса, да се обрати на плоштадот Свети Петар во Ватикан, но болеста, годините, сето она што носи еден живот, направи така да тој вчера почина и нормално дека е вест број 1 во светот, како и смрт на секој папа. Јас во мојата кариера, колку и да трае, ја имав и таа, нели, известував и за Јован Павле II кога почина. Потоа Бенедикт 16 тој беше папа, но се повлече, па некако почина зад фокусот на јавноста. Сепак јас не би навлегувал многу во деталите на тоа што оди сега. Тој треба за 9 дена да биде погребан, за 20 на дена треба да биде избран новиот папа. Веќе почна се шпекулираат неговите можни наследници. Еден од посериозните е еден папа од Филипин, еден кардинал од Филипините и еден од Италија. Тие се и еден од Гана, се извинувам. Значи тројца се сериозни кандидати за престолот на папата, но до тогаш ајде да оставиме да видиме што ќе се случува и како ќе се случува. Тој 3-дневна жалост се прогласени во неколку држави како што се Италија, Франција, неговата родна Аргентина. Се на се, како велат, за папата се најдобро, дека имаше голема улога во неговото, нели, действување како папа. Видовме што работел пред да биде папа, иако знаевме и кога дојде на папскиот престол. Се на се, католиците, па и останатите верници во светот, жалат за неговата смрт и ќе видиме сега наредниот период како ќе се спроведе таа цела процедура. Тие што се заинтересирани може да прочитаат на нашиот портал за тие процедури, како се избира, што се избира, што ќе се случува додека не биде погребан и сето тоа. Јас верувам дека и многу од нашите гледачи знаат и повеќе од мене и од тебе како сето тоа оди, затоа и ќе се изземам да коментирам понатаму. Се на се, еве, за Великден папата починува, нешто што е можеби, ајде да кажам, ретко се случува во смисол на тоа дека на еден голем христијански празник поглаварот на Римо-католичката црква, како што велат, тие се упокојува. Што друго ново има во светот? Што се случуваше овие денови за време на Великден? Па, овие неколку дена, освен, нели, ова смртта на папата што ги потисна сите други вести, помина во прекршување на великденското примирие помеѓу Украина и Русија. Имено беше прогласен 18-часовен прекин на огнот, односно примирие, односно тоа е прекин на огнот, примирие е нешто друго, но Путин нареди во петокот прекин на сите војни действија во Украина поради Великден. Тоа Украина го прифати, се разбира, но подоцна почнаа меѓусебните обвинувања, како и секогаш, дека е прекршено тој великденски прекин на огнот, дека има гаѓи, дека има пукотници, дека има стрелања. Тој истече завчера и русите продолжија со напади, исто така и украинците возвраќаат, се разбира. Значи војната таму продолжува. Во среда ми се чини треба да продолжат некои преговори повторно. Зеленски најави дека ќе има некакви преговори. Се на се мораме да констатираме дека беше прекршено великденското примирие и дека и за Великден еве овие два христијански народи, православни, но ајде христијански ќе кажам севкупно, и на најголемиот христијански празник Великден не ги запреа војните дејства, нешто што трета година поред се случува, бидејќи толку трае, нели, и оваа војна, што само укажува на сериозноста на состојбата таму и на тоа дека ми се чини покрај овие празни зборови кои ги слушам изминативе
месеци, особено кога е дојден нели Доналд Трамп на претседателската функција во САД, некако не гледаме на теренот некои помакнување, туку интензивирање на војната и интензивирање на зголемување практично на бројот на жртвите. Така да ќе видиме како ќе се движат овие работи, но повторно ќе кажам, проценките се дека војната во Украина ќе заврши негде 2006 година, а ако земеме во предвид дека сега сме април, значи уште една година ќе зборуваме за војната околу Украина, за тоа што е се договорено и што зад кулисите големите политичари се договараат. Да, и за жал ќе броиме жртви кои што веќе стануваат Секојдневница, која е бројка, да, која гледаме и на Блискиот Исток, каде што продолжува, каде што и Израел продолжува со тие напади, и јас вчера или завчера министерот за одбрана на Израел рече дека наредил продолжување на жестока борба за сузбивање, особено на Хамас. Од друга страна, па Хамас, слушнавме дека наводно рекрутирал над 30.000 борци, повеќето деца од арапските држави да се борат со Израел, што и таму еве како и ова со Украина некако не запира. Само бројме жртви, значи вестите кои ќе седнат од Сабајле, читателите ги читат, а ние да ги правиме, имаш експлозија, толку повредени, експлозија, толку починати, одмазнички напад, толку загинати. Нешто што не знам, некако се одолговлечија, паралелно се движат, секогаш имало војни во светот, но некако овие две војни, особено оваа руско-украинска и израелско-палестинска, тиеко не е вест дека се тие во судир, сепак некако почнува да не навикнуваат и не го подигаат прагот на толеранција на бројот колку се загинати. Па добро, само 16 се загинати, нема да ја правиме оваа вест, нека бидат повеќе. Малку се губи и човечноста во тој човечноста пред се, ама и смисолот за тоа да се разбере сериозно што се случува во тие, мислам, држави, независно кој е виновен, кој не е виновен. Зборуваме за луѓе, зборуваме за обични цивили, кои, знаеш, во војната секогаш цивилите се најголеми жртви на сето тоа, а се случува, нели, Јемен. Морам да кажам дека во предвечерието на ова што се случува околу Иран, преговорите на САД со Иран, неуспехот, иако има некој напредок што седнале да зборат, САД гаѓаат сериозно во Јемен, ги гаѓаат хутите, демонстрира наводно или експериментира со една силна ненуклеарна бомба која ја истрела врз хутите во Јемен, каде што според тогашните информации веќе одамна во петокот. Морам така да кажам пред 3 дена, но такви се вестите, денот го прави цела вечност. Загинаа 40 на луѓе, 100 и нешто беа повредени. Зошто ги гаѓаат хутите? Ги гаѓаат хутите поради Иран и сакаат да му кажат на Иран дека ако не се согласи на барањата на САД да не развива нуклеарно оружје Иран и да не развива нуклеарна технологија, дека тоа ќе им се случи и на нив, нели? Зборуваме дека Иран е може потенцијална цел на нова војна. Сега излезе еден во, нели, зад кулисите на ова се, излезе уште еден скандал со американскиот министер за одбрана Пит Хексет, кој втор пат во јавноста излегуваат информации дека наводно преку апликацијата Сигнал споделувал воено-разузнавачки планови и информации со својата сопруга, со братот неизин и со нивниот адвокат, нешто што излезе во јавноста и повторно ја шокираше американската јавност. Јас сега не би навлегувал дали е тоа некоја внатрешно политичка игра да излезе тоа во јавност и покрај тоа што тие информации ги извади во јавност CNN, кој знаеме дека е против републиканците, или се работи за сериозен проблем. Ќе видиме, Пентагон демантираше дека нешто страшно се случило. Трамп застана за својот министер за одбрана дека не направил ништо лошо, но медиумите, како сега нив ќе ги пренесам, и може читателите и гледачите изминативе денови да читаат, дека тој преку апликацијата Сигнал споделувал доверливи разузнавачки и воени информации со овие цивилни лица кои де факто не се вклучени во политичкиот живот во САД, особено не во администрацијата, за тоа кај ќе ги гаѓаат хутите, со што ќе ги гаѓаат хутите и што е целта на таа
акција преку сигнал кој е заштитен, но не толку доволно за да може да се споделуваат такви информации, особено што тој го правил преку својот приватен телефон. Значи не преку службениот кој веројатно е доста заштитен, туку преку приватниот телефон. Се разбира, ова се што го зборувам и јас го прочитав од странските медиуми, особено CNN тука предначеше со тие информации, сакајќи веројатно да го принудат Трамп да дојде до прва оставка во неговата администрација. Да, и тоа не било кој, туку токму министерот за одбрана. Така. Ајде да ги заокружиме денешната дискусија со регионот. Се уште продолжуваат српските протести. Што се случува таму ново? Па 8 ден се е блокиран влезот на српскиот државен сервис РТС и во нивната главна зграда во улицата Таковска и на Кошутњак делот каде што имаат други некои студија. Студентите у таа блокада, освен тие што протестираат, што ги блокираат, се разбирам се приклучиле и граѓани изминативе денови, че 8 ден се блокирани, РТС не може да функционира, да спекна својата програмска шема, значи нема утринска програма, ми се чини дека не може да прават пренос ни за традиционално за Великден кај нив од храмот Свети Сава, каде што нели има литургија како централната церемонија, барем не успевме ние тука да видиме. Се јас колку што гледам не ни можат бидејќи се блокирани нивните екипи кои одеа на теренот, барем она што успеавме да видиме беа напаѓани вербално. Така да РТС се блокиран, луѓето внатре според нивната информација не може да имат ниту тие што работат, ниту да купат за јадење, ниту не може да влезат, не може да излезат, немаат утринска програма, вестите кои одеа изминативе денови одеа во аудио формат, не одеа во видео и сега почнува полека и внатре новинарите, снимателите, медиумските работници полека да се приклучуваат кон тие блокади. Во меѓувреме, овие што ги блокираат, значи студентите и граѓаните почнаа потерници да вадат по, мислам, симулираат потерници по најглавните новинари, овие што се експоненти на РТС, значи новинари, презентери, директорот на РТС и сите тие, за кои ги обвинуваат дека под диктат на актуелниот режим на Вучич недоволно известуваат за студентските барања и протестите и бараат промена нели во таа регулација таму во управниот одбор да имаат свој луѓе или РТС да биде затворен, нешто што ќе видиме што ќе испадне, но прилично се настојчиви и гледаме 8 ден. Го протестираат, го блокираат РТС, ќе видиме како сето тоа ќе заврши. Се разбира оваа друга страна која е провладина, прорежимска со Вучич, ги обвинува овие дека прават терористички напад, дека прават кривично дело, подигаат обвиненија против блокадерите и ќе видиме како сето тоа ќе заврши на крај, но еве 8 ден и за време на Великден вработените во РТС, зборам за нашите колеги, не навлегувам кој е од чија и што е, не можат да се реализираат програмата. Да се завршат својата работа која има работа и ја имаат променето програмската шема која сега ние овде во Македонија не гледаме многу РТС, барем не оној информативниот дел, така да не можеме многу да зборуваме, но протестите продолжуваат во секој случај и ќе видиме како ќе завршат бидејќи еве колку време траат. Траат доста овие протести, ниту попушта власта на Вучич која изгласа и нова влада, ќе видиме таа влада што ќе направи, ниту пак студентите сакаат да се тргнат од своите барања, а сето тоа иницирано од онаа трагедија со падот на настрешницата во Нови Сад, каде загинаа 16 луѓе. Ние ќе видиме и ќе го пренесеме се она што ќе биде ново поврзано како со овој настани во соседството, така и со светот. Благодарам што и денеска беше заедно со нас. Гледавте уште една меѓународна анализа на Слободен печат. На самиот крај од денешната утринска програма на Слободен печат ви известувам што ќе гледаме ново денеска на YouTube каналот на Слободен печат. Еве што ќе ви пуштиме денеска. Ви пуштаме нова епизода од рубриката Медицинско катче. Колешката Валентина Ангеловска зборуваше со доктор Билјана Црцарева. Тема е болести на тироидната жлезда, нешто што е многу важно и значајно да се слушне. Верувам дека ќе добиете многу одговори и од овој разговор. Медицинско катче денеска ќе го гледате за отприлика половина час на сајтот на Слободен печат и секако на YouTube каналот. А уште нешто ново, ви
пуштаме анкета поврзана со светскиот ден на планетата Земја 22 април. Како што споменав, од 1992 година се одбележува овој ден. Излеговме низ за улиците, ги прашавме случајните минувачи околу овој ден дали знаат и на кој начин треба да се чува планетата Земја. Ќе слушнете од анкетата која што ја направи Слободен печат. Уживајте во нашата програма, уживајте во нашите текстови. Се гледаме утре со почеток во 9 часот во живо студиото на Слободен печат.